Намалена перцепцијата за иселување на младите од државата, покажуваат последните истражувања во публикацијата Млади, миграции и образование од авторите Страшко Стојановски, Ана Панева и Кристијан Панев. Во самата публикација се опфатени младите, нивното иселување, но и што треба да се преземе за тие да останат да работат и да живеат дома. Намалува перцепцијата за иселување. Значи тоа е факт, меѓутоа се уште сме над регионалниот просек. Кога зборувам регионален, мислам на ниво на Југоисточна Европа. Беше до 78%, сега е околу 56%, има тенденција на намалување, меѓутоа 56% воопшто не е малку и треба да се работи сериозно, ви кажам во која насока се разбира, младите мора да се вклучат во процесот на донесување на одлуки. Не само и тоа особено на локално ниво, не само одлуки кои што ги за прашања кои што ги тангираат младите, туку за сите прашања. Од урбанизам до стратегии, до инфраструктура, за се младите треба да бидат прашани на ниво на локални самоуправи, велам, затоа што тука тие можат многу полесно да комуницираат со локалните власти. Публикацијата е работена во периодот од 2014 до 2023 година. Според универзитетскиот професор Кирил Барбареев, една од најголемите теми за нашата држава е изливот на млади мозоци, и тоа како тема е обработено од повеќе аспекти. Анализите покажуваат дека 60% од младите би останале во собствената локална средина или во блиската локална средина ако имаат квалитетен концепт на образование и ако имаат квалитетни елементи за продолжување после образованието во некакво пазар на труд или она што ќе представува граѓанско општество. Во научната публикација се даваат и конкретни решенија и заклучоци на самите автори, како да се намали иселувањето на младите надвор од земјата.